Почитувани во пресред на празникот на општина Неготино 8 ноември, еве се надевам дека екипата на rtk.mk ќе биде првата која што ќе го честита празникот на сите жители на општина Неготино и се одлучивме, го начекавме градоначалникот господин Тони Делков, меѓу две обврски, се одлучивме да направиме едно интервју. Градоначалниче, реков, не знам дали сме првите, но еве, честит празник, 8 ноември, во престрет на празникот, да си помоабетиме малце за тоа како мине вашиот мандат, што се случува, како се случува во општина Неготино. Пред се ви благодарам на денешната посета во општина Неготино и на честитките и од име на граѓаните на општина Неготино ви благодарам пред се на честитките за празникот 8 ноември. Ова интервју го даваме во една работна атмосфера во која што можеме да ги истакнеме не само оваа измината година, можеме да разговараме и на изминатите 3 години и на работењето на општина Неготино, со што на граѓаните на општина Неготино, па и на гледачите на општина Кавадарци, да ги доловиме или да го доловиме работењето на општина Неготино во изминатиот период. Значи, како што кажавте, јас ќе се надобрзам, можеме да почнеме токму така. Да почнеме од вашето доагање во оваа канцеларија, значи од почетокот на вашиот мандат, како беше, што затекнавте, како затекнавте, што сработивте во изминативе 3 години, ќе оставиме оваа измината во 365 дена наназад, онака после како целина, а до сега што беше тоа што го работевте и што сработивте? Па да дадеме една ретроспектива од 15. октомври 2017 година, тоа е почетокот на мандатот мој во општина Неготино. Приемам предавањето на функцијата беше некаде околу 20. октомври, со тоа што нормално е да при примопредаја на функцијата новиот и стариот градоначалник ги споделат и финансиските и тековните работи на општина Неготино, при што беше предадена општина Неготино во раководење мое. Затекнавме една лоша финансиска состојба на општина Неготино, иако често говорам дека и тоа граѓаните најмалку сакаат да го слушаат, дека долгови, проблеми, секогаш сме тие кои што сакаме и ние, како раководни лица на оваа општина, да придонесеме што повеќе и да покажеме што е тоа за тоа што сме го добили мандатот од граѓаните. За жал кажав дека добивме исклучително тешка финансиска состојба на општина Неготино, а тоа се негде околу 2 милиона евра долг и 1 милион евра кредитна линија преку Светска банка. За да му биде појасно и на гледачите, можам да кажам дека обврските или долговите кои што беа се во целост некаде околу 2 цели буџети. Тоа се долгови кои што значат дека цели 2 години сите приходи кои што ги собира општина Неготино, толку имаше оставено долгови. Со доаѓањето на власта на Социјалдемократскиот сојуз се применија и нови мерки и нови законски измени во делот на буџетирањето, а тоа значеше дека и ние како градоначалници пред се немавме или се донесоа рестриктивни мерки да секој буџет кој што го правиме биде врз основа на приходите на кои што општината ги има. Државата донесе мерка за 50% на расчистување на старите долгови, со што владата за општина Неготино оддели некаде околу 40 милиони денари. 40 милиона денари се од причина што голем дел при доаѓањето на функција од фактурите не беа прокнижени во општина Неготино, а вкупниот долг беше негде околу 117 милиона денари плюс кредитната линија. Направивме 2 години буквално рестриктивни мерки на општина Неготино, со кои што
нормално ниту еден градоначалник не се тие популарни мерки за да можеме да функционираме нормално или да покажеме пред граѓаните некои повидливи резултати. Меѓутоа, секој еден кој што треба да работи домачински, пред се мора да знае дека долговите се долгови и тие мора да се платат. И секое пролонгирање е само се повеќе отежнување на општина Неготино за функционирање во идниот период. Наша обврска е, може би, и јас ќе кажам, несречна е таа функција да некој градоначалник кој што добива мандат да има такви долгови и едноставно резултатите му зависат и од тие долгови. Направивме концепт за работа кога ги увидовме сите финансиски проблеми. Се договоривме дека ќе работиме макотрпно, бидејќи знаевме дека буџетските средства се премалку за да можеме да функционираме или да се движиме напред. Тоа што остана е да се консолидираме пред се со човечки ресурси, да примеме одредени стручни луѓе со кои што може општина Неготино да функционира. После извесен период од година дена се видоа и првите резултати со тоа што општина Неготино, освен помош од владата и некаде околу 60 милиона денара, општина Неготино со сопствени средства, пак ќе кажам, со пари на граѓаните, најголем дел се раздолжи према добувачите, за да не бидат терет и за да општина Неготино не плаќа дополнителни камати, трошкови, а сето тоа се, пак ќе кажам, трошок или пари потрошени од граѓаните без потреба. Во таа година дена, покрај враќањето на долговите, се консолидиравме во делот на оспособување или правење на проекти. Изработивме негде околу 20 проекти. Морам да кажем дека во претходниот состав остана некаде околу 2 проекти само кои што општина Неготино ги имаше на располагање. И бидејќи финансиски сами не сме способни, едино ни остана како опција да спремаме проекти и да можеме да аплицираме по сите институции. И тука можам стварно да се пофалам со тоа што немаше ниту една институција, ниту една мерка со која што беше понудена од страна на државните институции, дали е тоа труд и социјална политика, дали е Министерство за транспорт и врски, дали е ПЛРК, дали се тоа мерките од рурален развој, дали е тоа Вардарски плански регион, одбрана. Значи ги искористивме сите можности од каде што може да добиеме надворешно финансирање и можем да потенцирам дека буквално општина Неготино сите проекти ги доби. Нормално морам да кажам, тука е заслужна и администрацијата во општина Неготино, со која што макотрпно работевме во овој период. И во моментот сите проекти се во оваа трета година од мандатот, како заврши, се во завршна фаза. Како перспектива на тоа што е сработено во општина Неготино, бидејќи потенцирав за старите проблеми, мораме да кажеме и граѓаните бидат свесни дека не само општина Неготино, да се навртам само и на тоа, дека и јавното предпријатие Комуналец беше затекнато со огромни долгови, 4 неисплатени плати, без механизација и со најголемиот проблем делот на водоснабдувањето на општина Неготино. Во моментот, после овие 3 години, јавното предпријатие Комуналец е со сите исплатени 4 плати, значи нема веќе заостанати плати. Здравствено осигурување кое што не беше платено, тоа е исплатено. Механизација со помош на општина Неготино се обезбедени канал джет возило за отпушување на канализации, обезбеден е ровокопач, обезбедени се геофони за испитување на дефекти на вода и друга механизација, да не ги набројувам сега. Меѓутоа е вратено предпријатието во една нормала да може секојдневните обврски да ги завршува.
Во моментот имаме преку Вардарски плански регион уште една апликација, за месец дена треба да добие јавното предпријатие Комуналец уште едно возило за собирање на смет. Со тоа сметам дека општина Неготино е стабилизирана, јавното предпријатие е стабилизирано, финансиски се консолидирани и дека веќе во изминатата оваа трета година тоа граѓаните можеа да го видат, дека и најгорливиот проблем е 90% решено, тоа е водоснабдувањето на општина Неготино, каде што можеме да се пофалиме дека навистина во изминатиот период граѓаните на општина Неготино осетија дека имаме, да не кажем 24 часовно водоснабдување, меѓутоа 90% од проблемите се решени и вода за жителите на општина Неготино има. Нормално се појавуваат дефекти, така да бараме на разбирање и од страна на граѓаните дека тоа се само тековни работи, вода има во доволни количини и дека во наредниот период работиме да дојдеме и до 100% да има 24 часовно снабдување со вода. Само да потенцирам градоначалниче да му биде јасно нели на гледачите, значи првите години од мандатот вие како татко на општината работевте на отстранување на дефектите во општината и подготвување на терен на оно што доправа треба да дојде. Меѓутоа, кога се збори за општина Неготино, да биде јасно дека не станува збор само за градот Неготино, туку и за околните села, нели? Нормално, значи општина Неготино представуваат и населените места, значи сите села во општина Неготино, како грижа не само за градот, него и за населените места, зборувам генерално за се. Токму тоа ми беше целта заради фактот што дел од проектите нормално се поврзани и со селата, односно населените места во општина Неготино. Ај сега да се навратиме. Почнавме, значи создадовме терен, направивме екипа која што ќе аплицира, која што ќе доставува проекти, која што ги добива проектите. И ај сега да почнеме да ги набројуваме проектите. Па вака, генерално ви кажавме проблемите со тоа што се соочи општина Неготино и морам да потенцирам тука пред граѓаните, треба сите тоа да го знаеме, дека при доаѓањето на власт 90% од општините во Република Северна Македонија се беа во тешка состојба финансиска и нормално беше првата година-две да бидат заздравување на самите општини. Не можеме да се споредуваме со другите општини од многу причини, заради тоа што едно е да имате општина во која што имате добра финансиска кондиција, каде што имате проекти готови и каде што сте спремни за работа. Друго е да водите општина во која што имате долгови, имате наталожени проблеми X и сметам дека тоа треба да го имаме во предвид сите. Не можеме да ги мериме резултатите на еден или на друг градоначалник од аспект на тоа се што се случува надвор, него треба да ги погледнеме и проблемите со кои што самата општина почнува со нов мандат на еден градоначалник. Меѓутоа, тоа го оставаме назад. Кажав и на почетокот дека граѓаните едноставно не ги интересираат проблемите, сакаат решенија, сакаат новиот градоначалник на тој кој што има дале довербата да ги решава проблемите. Така и ние почнавме и во врска со вашето прашање можам да ги споделам сите проекти кои што општина Неготино ги има реализирано во овој период, а не се малку. Може би не се концентрирани во централно градско подрачје, пошто ги потенциравме и населените места. Морам да ги кажам првен клучните инвестиции кои што се во општина Неготино. Општина Неготино генерално имаше најголем проблем во делот на детската заштита или во делот на нова детска градинка, бидејќи беше констатирано дека некаде околу 160 дечиња се на листа на чекање. Првиот проект кој што беше доставен беше до Министерството за труд и социјална политика, во тоа време под раководство на министерката Мила Царовска.
и морам да потенцирам дека и со залагање на општина Неготино, меѓутоа и со нејзиниот капацитет и одлучност и енергичност, општина Неготино влезе во првите општини кои што доби детска градинка и таа градинка веќе се реализира. Вредноста е околу 1.200.000 евра во оваа фаза, бидејќи се работи за проект кој што е финансиран од страна на Светска банка. Веќе можам слободно да кажем дека до март месец детската градинка, новата детска градинка или новиот клон на нашата градинка Фемо Кулаков ќе биде пуштен во употреба. Со тоа го решаваме проблемот на голем број родители, на голем број дечиња, за да може сите деца да бидат згрижени. Исто од битен социјален карактер е и новата социјална зграда која што се гради на влезот во град Неготино со 64 стамбени единици, во која што ќе му возможиме на ранливите категории и на луѓето кои што немаат свој кров над главата или живеат под лоши услови, да можат да бидат сместени во оваа зграда. Тоа се 2 ламели. Исто и таа е во завршна фаза, таа е обезбедена преку СИЗ-от за станување, исто се средства кои што не се влечат од буџетот на општина Неготино, него се средства кои што се од други организации. Тоа се 2 големи капитални инвестиции. Морам да спомнам тука дека освен овие, Неготино во овој момент има раздвижување во делот на приватниот сектор. Моментално се градат и 3 инвестиции, 2 згради и 1 хотел, кои што за разлика од претходните години, мораме и тоа да го кажеме, дека граѓаните знаат дека во Неготино може слободно да кажеме, бидејќи сме сите од тука, дека во изминатите години да не кажеме дека на 30 години се градеше по еден таков објект. Сега во моментот имаме 5 објекти капитални со кои што го потикнуваме економскиот развој на градот и сметаме дека сме на правиот пат заедно како со општинска државна помош, така и со помош на бизнис секторот, на кој што општина Неготино не му представува пречка, него му помага да стигне до реализација на проекти, а со тоа заедно да помогнеме и на општина Неготино да го вратиме во една подинамична економскиот дел и да се осети тоа кај граѓаните на општина Неготино. Во контекст на економскиот дел морам да потенцирам дека општина Неготино има продадено и 2 парцели за Г2 намена, лесна и незагадувачка индустрија. Тоа е во индустријската зона Црвени брегови или поточно Криволак, каде што еден од купувачите министри од Бугарија се работи за проект за логистички центар за транспорт. Овде нормално гледаме нови вработувања по најавите на самиот инвеститор, тоа би биле негде 50 до 60. И уште една градежна парцела на инвеститор која што исто ќе вработува негде од 20 до 30, тоа се некои нови 100 вработувања. Меѓутоа, ги согледавме и останатите проблеми или проблемите кои што се влечеа од минатиот период, мораме да ги потенцираме тука, дека економскиот дел или делот на фабрики во општина Неготино во изминатиот период се доведе во ситуација да не функционира. Морам да ги потенцирам клучните фактори, а тоа е фабрика за кабли Неготино, која што во изминатиот период знаеме сами дека вработуваше негде околу 900 луѓе во најдобрите времења. Тука е повардарие кој што е исто клучниот, а тоа најдобро го видовме и оваа година, со оглед што продажбата или предавањето на грозието имаше доста проблеми. Веќе се во завршна фаза и преговори на заинтересирани инвеститори како за фабрика за кабли, така и за повардарие. Ова е чисто како најава, се надеваме јас дека овие преговори ќе завршат успешно и дека до крајот на оваа година или на почетокот на наредната година
овие стопански капацитети ќе добијат нови собственици, со нови вработувања и на некој начин да го вратиме оној економски дух на општина Неготино. Тука и инвестицијата која што господинот Илија Гечев или ИГМ Кавадарци веќе е во завршна фаза, инвестиција која што е почната поодамна и сметам дека на некој начин Неготино има перспектива од економски аспект да го подобри својот стандард. Рековме да проговориме и за проектите, кажав, социјалната зграда и новата детска градинка како капитални инвестиции. Во делот од руралниот развој, општина Неготино аплицираше со 3 проекти. Тоа е улица во населено место Тремник, во должина од 1 километар, во која што е завршено во комплет. Кога сега би дефинирале, би кажал да кажам и се за населено место Тремник, што е тоа што општина Неготино го има направено. Од првите средби со населено место или со луѓето од Тремник, кога разговаравме кои се главните приоритети, утврдивме дека првиот приоритет е самиот пат или влезот од 1 километар од почетокот на селото до центарот. Тоа го обезбедивме, го направивме. Отворивме целодневна детска градинка, која е во завршна фаза и поставено е ново лед осветлување. Голем дел од споредните улици се истампонирани. Обезбедено е дополнително во соработка со ЕВН трафостаница за еден дел од населеното место, каде што треба да се подобри системот за снабдување со електрична енергија. Во населено место Пепелиште е направено детски парк, направени се улица во должина од 450 метра, асфалтирана. Исто е отворена целодневна детска градинка и е променето улично осветлување со лед светилки. Во населено место Криволак направена улица од 200 метра со бекатон коцки и обезбедени се средства од буџетот на одбрана на Република Северна Македонија во износ од 34 милиона денари, со тоа што при јавната набавка тој износ падна на 25 милиона денари. Обезбеден е долгогодишното барање на општина Неготино и тоа уште од времето на моите претходници. Секогаш се бараше тој пат кој што води до војниот полигон Криволак, а се поврзува со регионалниот пат Штип-Пепелиште на излезот во должина од 6 км да биде реконструиран и саниран. Сите се потсетуваме на тој проблем кога мостот на реката Вардар попушти и буквално населението од село Пепелиште имаше огромни проблеми за да стигне до Неготино, да стигне до своите работни места. Во цела таа ситуација, ние како општина Неготино ги приземавме сите напори за што побрзо да се санира тој мост и не само да се санира, него се изгради комплетно нов мост на реката Вардар, кој што една голема инвестиција, исто обезбедена преку Агенцијата за патишта. Сега е тоа едно, да кажеме, едно убаво издание на лице место, кога го гледаме, стварно е со сите стандарди. На разбирање од Министерката за одбрана, општина Неготино ги доби овие 34 милиона денара, распиша тендер и е направена обиколница од 6 км, пат кој што води од центарот на Криволак до самиот излез на регионалниот пат Пепелиште. Нормално и за Пепелиште, и за Криволак, и за сите населени места, општина Неготино преку проектот за енергетска ефикасност обезбеди негде околу 370.000 евра и го промени целото улично осветлување, како во градот, така и во населените места, од старите живини сијалици во нови лед светилки, со тоа што
не само што добивме поквалитетно осветлување, него добивме и заштеда на буџетот на општина Неготино за некаде околу 50 до 60% од претходните сметки кои што општина Неготино ги добиваше за плаќање на електрична енергија. Со таа заштеда дополнително инвестираме и во останатиот дел, бидејќи со овој проект беа опфатени 1410 светилки вкупно, заедно градот и населените места, а вкупната мрежа или број на улични сијалични места на цела територија на општина Неготино е некаде околу 2400. Така да продолжуваме и во наредниот период и таму каде што се уште имаме од тие живини сијалици, да ги промениме со LED сијалици, за да можеме да добиеме освен поголема енергетска ефикасност, нормално и заштеда на буџетот на општина Неготино, а со тоа тие средства ќе ги намениме за други потреби или за други потреби на граѓаните. Сите овие средства и овој проект е 100% донација, значи не се средства од буџетот на општина Неготино. Би надополнил бидејќи се работи за ИПА проект или прекогранична соработка. Тие се двата проекти, едниот е овој сега кој што го разговаравме, другиот е во делот на животната средина, во кој што општина Неготино аплицираше за колектор за отпадни води од населено место Тимјаник до влезот во град Неготино. И тоа е веќе во завршна фаза. Се работи на тој предел. Се надевам дека до нова година е крајниот рок за изведување на овој проект. Веќе некаде околу 70 до 80% од градежните работи се завршени. Него сум сигурен дека овие работи согласно роковите мораме да ги завршиме и моја лична заложба е секој проект кој што ќе се почне во општина Неготино мора да има завршница. Не би спомнувал, меѓутоа морам да потенцирам дека голем дел од проектите кои што во изминатиот период или во претходниот мандат на претходните градоначалници имаше доста проекти отпочнати, меѓутоа се уште се незавршени со проблеми како од финансиски аспект, така и од аспект на неквалитетна градба. И нема да навлегувам, бидејќи кажав, не сакам да се враќам назад или да ги критикувам работите, тоа го оставам на службите на кои што тоа им е работа. Знаејќи работата на општина Неготино, морам да се навратам на уште еден проект од ИПА фондовите за прекогранична соработка со општина Алмопија, Грција. Да. Станува збор за биекономи, односно намерно го потенцирам бидејќи и таму замешавте прсти, ако смеам да кажем така, патот Дисан Вешие, односно апицентарот во село Вешие. Сега зборуваме за туризам, па ќе се вратиме со Биекономија е стариот проект кој што општина Неготино го доби со општина Алмопија во проектот преку ИПА прекогранична соработка. Тоа што сега ние го работивме е преку ПЛРК, проект кој што исто опфаќа една гранка од делот на развојот на туризмот на општина Неготино. Тоа е пчелниот парк, нели, во делот на биекономија, сега како дополнување на тоа е апицентарот во населено место Вешие, каде што старото школо или старото училиште во село Вешие беше преадаптирано во апицентар. Градежните работи се завршени, направено и партерно уредување. Во самиот проект вклучува и други сегменти, не е само тоа. Тоа се винската куќа во Желковата куќа, тука во Неготино. Опфаќа патокази во делот на информирање на граѓаните. Инфотач табла која што е поставена пред општина Неготино како информатор за сите стопански капацитети во општина Неготино, ресторани, хотели. Исто во овој проект морам да ги потенцирам, тука се и жардинериите на влезот на општина Неготино, од
Петрол, да кажем, на влезот во општина Неготино до автобуска станица. Направени се жардинери и тука морам да го потенцирам дека стварно добивме едно убаво издание на самиот влез. Па и некои ситни детали во делот на букви од типот на општина Неготино, тоа е на градскиот плоштад. Имаме, мислам, еден дел на кучички за промоција на овие, да кажем, производи за кои што ја аплициравме како проект. Тој е проект исто завршен во целост, 99% реализиран и во наредниот период остануваат уште некои ситни детали, и тоа е до крајот на нова година би го завршили тој проект. Ќе се вратам назад, тоа го пропуштив и во делот на проектот за енергетска ефикасност, општинската гимназија после долго време беа реконструирани сите прозорци или променети сите прозорци, како што е добиена топла врска до спортската сала во која што гимназијата, да кажем, доби еден нов лик и доби вредност некаде околу 100.000 евра како донација. Да ги потенцирам и останатите проекти кои што во изминатиот период се работеа, тоа се патниот правец Долни Дисан Вешие, каде што општина Неготино аплицираше со два проекти. Едниот е преку Вардарски плански регион. Тоа е делница од 460 метра, која што е веќе изградена. И другата е преку платежна агенција, исто тие мерки за рурален развој. И тука се во почетна фаза, веќе е завршена експроприацијата на земјиште. Фирмата изведувач треба да почне со градежните работи на 760 дополнителна патна мрежа, која што ќе биде завршена, така да во вкупна должина некаде околу 1200 метра ќе биде поставен нов асфалт на тој патен правец, така да полека го заокружуваме целиот концепт на тој вински АПИ екотуризам кој што општина Неготино како стратегија го има направено. Освен овие проекти, преку Вардарски плански регион, заедно со соработка со општина Неготино, старата спомен костурница е направена во едно убаво издание, парково издание. Значи, исто и тоа е обезбедена донација. Направени се нови сообраќајни решенија, направени се некаде околу 7 км асфалтирање на улици во градот, поправка на шахти, решетки, сообраќајни решенија во делот на легнати полицајци, на регулирање на сообраќајот. Во моментот веќе сме во завршна фаза и заврши веќе назначувањето на Советот на управен и на надзорен одбор во формирањето на новото предпријатие за паркинзи во општина Неготино. До крајот на годината останува уште да се назначи ВД директор, да може да се спроведе постапката за упис во централен регистар на предпријатието, со тоа што од нова година Неготино планираме да добиеме и уредување во делот на паркирањето на градот. И овде би потенцирал да не забораваме дека после 8 години општина Неготино во текот на вчерашниот ден конечно го доби позитивното мислење за генералниот план, со тоа што во петок останува да се донесе само на совет. Можеме да го соопштиме и тоа на граѓаните, посебно на бизнисмените и на луѓето кои што имаат интерес од тој генерален план, дека од петок веќе генералниот план е донесен. Оние кои што го познаваат Тони Делков лично, знаат дека е поранешен ракометар, спортист. Градоначалниче, што е со местото каде што Тони Делков си ја помина младоста носејќи го дресот на ракометниот клуб по Вардарија? Докаде е со спортската сала Младост? Јас вака би кажал. На спортската сала Младост има еден надпис на кој што стои "Реновирајме Делков". Тоа што е напишено нормално не е во ред, меѓутоа
мојата обврска за да ја реновирам спортската сала Младост е баш токму тоа што 15 години од мојата младост ја помина во таа спортска сала. Затоа и општина Неготино успеа преку Агенција за млади спорт да обезбеди 200.000 евра во прва фаза, да го реконструираме кровот и подот и после цели 10 години во кои што и надвор од употреба спортската сала Младост да ја вратиме во функција. Значи, кровната конструкција и подот се завршени и општина Неготино има веќе распишено тендер за уредување на внатрешноста, односно за промена на прозорци, промена на собликувални, промена на тоалети, така да ќе ставиме во функција во целост, се надевам до почетокот на март. Така да обврската која што останува од делот на мојата младост и тоа што јас како спортист лично се залагам, дека на младите треба да им овозможиме пред се здрава и да му го покажеме патот по кој што треба да живеат, да ги тргнеме од овие пороци кои што ги има денес. Сметам дека тоа до март месец ќе го завршиме. Тоа е една обврска која што ми стои и крајно време е да биде завршен. Јас да потстам на уште еден проект, ако така можам да го наречам, всушност станува збор за донација од Јапонската амбасада, да не го испуштиме и него, па може да почнеме со оно што планираме во иднина. Токму така, тоа е донација од Јапонска амбасада, се работи за систем за грејење во населено место Долни Дисан, поточно направен е систем на парно грејење на пелет со донација од 40.000 евра од страна на Јапонска амбасада. Основното училиште Гоце Делчев беше соучесник заедно со преку општина Неготино во аплицирање на овој проект. Добиен е проектот, завршена инсталацијата и после долго време можеме да се пофалиме дека се отстранети тие чумбиња и како да кажам, да, го современивме и школата во Дисан. Морам да ги пофалам и да потенцирам дека и генерално директорите на основните школи, на градинката, на средната школа, сите се вложија во овој цел успех, да кажем, на општина Неготино и тие во својот колектив имаат одличен ангажман, покажа креативност, покажа желба и волја за промени. Не би навлегувал сега во детали кои што се, граѓаните добро знаат, пратат и гледат дека на секој сегмент, дали се работи во делот на социјална заштита, дали се работи во делот на образование, во делот на спорт, во економскиот дел на градот, сметам дека општина Неготино постигнува резултати во секој момент, е транспарентна, работи отчетно, секој еден сегмент од работењето е на увид на јавноста, секој еден документ кој што е потребен за граѓаните е достапен, го слушаме гласот на народот и работиме. Не очекуваат и подобри времења, за жал морам да потенцирам и оваа состојба со COVID-19 вирусот. Има одредени предизвици, има одредени проблеми кои што ствара во тековното работење на општина Неготино. Меѓутоа, ние сме тука пред се и да го заштитиме здравјето на граѓаните, меѓутоа и мораме и можеме да продолжиме со тековниот живот и мораме да се вклучиме во подобри времења и да продолжиме со успешната приказна за општина Неготино. Што е тоа што Тони Делков, односно општина Неготино, го има како џокер во ракавот до крајот на мандатот? Што ќе се прави, како ќе се прави? Генерално, џокери не чуваме во рака, меѓутоа, бидејќи кажав дека сме транспарентни и отчетни, секогаш и оноа што е позитивно и негативно мораме да го споделиме со јавноста. Општина Неготино, кажав, бидејќи наследи општина без, да не кажам, без ниту еден проект, се подготвивме негде, има спремно околу 50 до 60 проекти кои што треба да се реализираат во наредниот период. Дел се веќе реализирани, поголем дел, остануваат уште неколку проекти, а тоа е дека
успешно и понатаки менаџираме со општина Неготино од еден аспект со тоа што не ја задолжуваме општина Неготино, не трошиме пари од граѓаните на општина Неготино, него аплицираме по сите можни институции да добиеме средства. А тоа е моментално во наредниот период кој што следува, преку Министерство за транспорт и врски имаме обезбедено 813.000 евра, пари кои што веќе се аплицирани со проекти. Еден дел од тие 813.000 евра или околу 500.000 евра се веќе аплицирани со проекти за реконструкција на улица Антигона, улица Едвард Карде и дел од улица Димче Мирчев. Тоа е на самиот влез од Неготино, од левата страна кога доаѓате од Кавадарци. Значи, генерално цел еден блок на улици со решение како од патна инфраструктура, така и од сообраќаен дел. Продолжуваме во останатиот дел, имаме аплицирано за другиот дел од градот или десната страна од градот. Тука се улица Јна, Марксова, Вејко Влаховиќ, така да во наредниот период општина Неготино ќе биде концентрирана повеќе на реконструкција на главните или на улиците во градот. Во општина Неготино имаме веќе ние при крај проектот за реконструкција или изградба на градскиот пазар. Тука ни се пешачки патеки, тука ни се велосипедски патеки, имаме нови паркови површини кои што треба да ги реализираме во наредниот период. Во населено место Тремник треба да се изгради нов резервоар за вода со потезен цефовод и за сите населени места. Тоа ми беше и мое генерално ветување пред граѓаните на општина Неготино и према населените места, дека секое населено место во овој 4-годишен тежок мандат, да кажам, бидејќи не беше лесно со овие сите проблеми, да се извојува и да се дојде до некоја позитива, да се направи по една улица со асфалт, да се направат по една-две улици со бекатон коцки, така да спремни сме за населено место Тимјаник. Имаме проект кој што ќе влезе во наредна година во буџетот за улица за асфалтирање. Населено место Криволак, до крајот на оваа година распишуваме тендер за уште една улица во населено место Криволак. Војшанци имаме исто проект во должина од 300 метри од влезот до центарот на селото. Да не пропуштам некој, за да не ми забележат граѓаните. За секое населено место имаме обезбедено и проекти и финансиска рамка да можеме оноа кој што во изминатиот период го обечавме на граѓаните да го исполниме. Кажавте на самиот почеток на интервјуто, меѓутоа јас морам да се навратам на тоа, бидејќи најнормално е, најгорчливиот проблем за општина Неготино, за неготинчани беше водоснабдувањето. Каква е соработката со Советот на општина Неготино, с оглед на фактот што советниците од опозицијата на почетокот најмногу ви замераа за тој еден проект за водоснабдување, 10 улици, па зошто примарна, секундарна мрежа, што се случуваше со тој проект, и кога сме веќе ке водоснабдувањето, што е со фонтаната на градскиот плоштад? Во изминатиот период доста дискутиравме на оваа тема. Советниците од ВМРО ДПМН не би сакал да давам негативни конотации во ова интервју, бидејќи целиот мандат го поминав без конфликт, да кажам, со советниците, се во интерес на граѓаните, да не гледаме само театар од еден совет, него буквално да почнеме да размислуваме во интерес на градот. Јас разбирам дека политички е да се напаѓа секој еден градоначалник и да се добиваат политички поени, меѓутоа најмалку имаа право со тоа што беше оставено во општина Неготино да се критикува делот на водоснабдувањето од аспект што проектот кој што беше почнат во нивно време, а тоа е кредитот од Светска банка, во кој што има исто поволен кредит со 1% камата и со 3 години грејс период. Грејс периодот помина во нивно време, мораше ова
општина, мислам, овој мандат мој, јас да го враќам тој кредит, или граѓаните на општина Неготино, не јас. Сите ние заедно го сочинуваме тој буџет и плаќаме од парите на граѓаните. Морам да го кажам тоа, иако го потенцирам повеќе време, треба да сватат тој проект и тие 500.000 евра кои што се потрошени во еден лошо изведен проект. Проект кој што самата водоводна линија е поставена на многу ниско ниво, некаде околу на 30 сантима. Нема приклучоци до крајните корисници, не се изведени шахти, отворен е предмет во јавното обвинителство, а со тоа и генерална општина Неготино е блокирана да продолжи да работи на проект, пак ќе кажам, со цела почит, со добрата можеби намера на проектантите да се направи проект, и тоа е потребно за општина Неготино. Јасно кажам дека е потребно голем дел од водводната линија да се промени во општина Неготино, бидејќи најголемите загуби на вода доаѓаат токму од застарената мрежа која што има. И при пренаоѓање на дефекти и решавањето на проблемот со водоснабдувањето е утврдено и најдени се тие дополнителни 20 литри вода во секунда само на главната линија која што доаѓа од разделната шахта од општина Кавадарци спрема општина Неготино. Тоа е делот од челичниот цевковод, а останатиот дел и останатите дефекти кои што ги најдовме во самиот водоснабдителен систем е во самиот град. Така да на таа линија од 52 км која што има во општина Неготино, јас верувам дека намерата била во ред да се промени и давам и јас поддршка на таков проект, дека мора да ги промениме во иднина и тие водоводни линии, да имаме поквалитетно водоснабдување. Меѓутоа, за жал, изведбените работи и тоа што се случувало во делот на изградбата, го оставам на самиот предмет, бидејќи се наоѓа во јавното обвинителство. Нека си завршат институциите својата обврска. Меѓутоа, посакувам што побрзо да се реши, заради тоа што сме блокирани со работа и не можеме да го завршиме и тој проект. Колку Тони Делков, како приватна личност, има време за семејството? Па за жал, сите ние тоа го знаеме и уште самиот почеток на самата функција, нормално е сите да си кажеме дома дека самите функции носат и своја жртва. За жал, се помалку време останува и за семејството, нормално кој што е на прво место. Меѓутоа, општествената одговорност и ние кои што доаѓаме на функција, мораме да бидеме свесни и мораме да знаеме дека таа функција која што ни е дале граѓаните дава и друга жртва. А тоа е недостатокот на време, за да може да бидеме присутни сегде. Дали е тоа во домот, дали е тоа со друштво, со другари, така да сметам дека нема да жалиме, бидејќи сме се нафанали и сме биле свесни дека оваа политичка одговорност која што ни е дадена од страна на граѓаните, јас во овој 4-годишен мандат го респектирав тоа. Сметам дека сме дале доста резултати за општина Неготино. По бројки инвестиции можам да кажам дека е изработено повеќе отколку и во претходните два мандата, заедно вкупно, толку е направено само во овие 3 години. Се обврзувам дека и оваа наредна година ќе дадам максимум од себе да може да општина Неготино продолжи да се развива и да ги решава проблемите на граѓаните. Ја за крај само градоначалниче ќе морам да го запрашам како општина Неготино превземали соодветни мерки за пандемијава сега во моментот. Па во изминатиот период општина Неготино, уште самиот старт на пандемијата, имаше голем број на активности во делот на заштита на населението од COVID-19, нормално во рамките на тоа што се може. На самите влезови поставивме уреди, вршивме дезинфекција, продолжуваме и сега во моментот со дезинфекција на градот. Доставени се средства до сите основни школи,
помагаме во делот на здравствената установа заедно со работка со здравствениот дом. За наредниот совет веќе носиме одлука и за финансиска поддршка на здравствениот дом во Неготино за потребите нормално за оваа пандемија која што се деси секаде во светот. Моја лична препорака и желба е сите што повеќе да ги почитуваме мерките. Овај вирус е доста непријатен, непознат и апелирам до сите граѓани на општина Неготино во наредниот период кој што престојува, бидејќи гледаме дека како доаѓа зимата и се зголемува бројот на заразени, колку што можеме се повеќе да се заштитуваме и да бидеме во своите домови, едноставно неодложните и хитните работи да не бидат само еден излез во градот, за да можеме да го пребродиме и ова зло. Се надевам дека ќе бидеме храбри, ќе издржиме и ќе продолжиме заеднички сите да работиме. Ете толку, драги мои, во денешната работна посета кај градоначалникот на општина Неготино господин Тони Делков. Градоначалниче, јас ви благодарам на одвоеното време. Се надевам не ви одземавме многу од денешните работни задачи и обврски, тоа е најнормално. И уште еднаш ве дозволете и вам и на граѓаните на општина Неготино да ви честитам престојниот празник 8 ноември. Ви благодарам и на вашата посета во општина Неготино и да искористам оваа прилика, бидејќи ова е интервју, и од мое лично име да му честитам празникот, престојниот празник 8 ноември на граѓаните на општина Неготино, со желби за здравје, за заедничка добра мисла и напредок на општина Неготино. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.